Трето и последно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија за денес. Добро вечер. Следуваат настаните кои што го одбележаат денешниот ден. Раст на македонската економија од 2% за годинава и 3,3% за наредната, односно 3,7% за 2018 година, предвидува Светска банка. Попиперово денес нови асфалтни улици во село Лесковица. Започна изградбата на водоводната мрежа во Чешиново-Блешево. Локалниот пат до Делчевското село Драмче ќе добие нова асфалтна подлога. Денес е воздвишение на Светиот Крст, Крстов ден. Црквата и верниците на 27 септември го слават есенскиот Крстов ден, ден кога е пронајден честниот крст. Раст на македонската економија од 2% за годинава и 3,3% за наредната, односно 3,7% за 2018 година, предвидува Светска банка во најновиот редовен економски извештај за Југоисточна Европа, кој беше денес презентиран. Како што беше посочено на пресконференцијата во Скопје, растот годинава забави поради намалување на инвестициите, но се очекува постепено закрепнување подкрепено со финалната потрошувачка и инфраструктурните инвестиции. Главен двигател, сметат од Светска банка, остана потрошувачката, поддржана од вработувањата и повисоките јавни плати и трансфери. Главни пораки за Македонија во извештајот се дека инвестициите беа погодени од политичката криза и растот значително забави. Главен двигател на растот остана финалната потрошувачка, подкрепена од подобрувањето на пазарот на труд и повисоките плати и трансфери од јавниот сектор. Студентите кои сакаат бесплатно да подучуваат основци од 6 до 9 одделение и средношколци треба да се пријавуваат од 1 до 30 октомври на интерактивниот портал за тутори. Целта на овој проект кој Министерството за образование и наука го најави неодамна, а сега почнува да функционира, е да им се помогне на учениците на кои им е тешко совладувањето одредени предмети, без тоа да биде на трошок на нивните родители. Бенефит ќе има и студентот тутор доколку има резултати од подучувањето кај најмалку 2 ученика, односно ако по соодветниот предмет ја добијат повисока оценка споредбено со претходната година. Во тој случај студентот тутор ќе добие дополнителни 10 поени кога ќе аплицира за студентска стипендија во следната година. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денес ги посочи условите кои треба да ги исполни студентот за да биде тутор. За да се стекне со статус на тутор, апликантот треба да исполни одредени услови. Да е редовен студент, да не му изречена казна, односно забрана за вршење на дејност, да достави препорака од еден или повеќе професори кои по соодветниот предмет го предложуваат како студент подобен за подучување. И по предметот, односно предметите за кои се пријавува, да подучува да има просечен успех од најмалку 8. Исполнетоста на овие услови ќе ја констатира посебна комисија, составена од двајца представници на Министерството за образование и наука, еден представник на Бирото за развој на образование, еден наставник од основно и еден наставник од средно образование, еден универзитетски професор и еден психолог, кои на крајот прават непосредно интервју со секој апликант и одлучуваат за тоа дали тој е подобен да биде дел од централната база со тутори. Согласно правилата на туторската програма која што ја донесе Министерството, секој студент може да се пријави да биде тутор по најмногу 4 предмети, односно на најмногу 4 ученици по еден предмет и со секој од нив ќе треба да одржува најмалку 1 час седмично. Денес во Штип се одржа работилница на тема комуникацијата и комуникацијските вештини во организација на Советот на млади на општина Штип и Сдруженијето Цивитас во соработка со Меѓународниот славјански универзитет од Свети Николе. На работилницата учествуваа повеќе од 30 апликанти, меѓу кои имаше и студенти по психологија, медицина, социологија, педагогија и други сродни науки, но и лица кои професионално се занимаваат со оваа тематика. Новата и напредна технологија ни наметнува многу подинамичен начин на живење. Младите се тие кои најбрзо се прилагодуваат на ваквите промени, иако некои од нив имаат лоши последици врз нивното здравје и комуникацијата. Да ги поттикнеме младите да размислуваат на оваа тема малку посериозно, но во исто време и да
усвојат одредени вештини и да добијат одредени информации како со помош на позитивната комуникација, како со соодветна и правилна употреба на комуникацијските вештини може да реализираат многу цели во секојдневниот живот. Советот на млади при општина Штип и на владината Цивитес во соработка со Меѓународниот славјански универзитет од Свети Николе денес организираа работилница на тема комуникацијата и комуникацијските вештини. Значи Совет на млади заедно со невладината Цивитес и со Славјанскиот универзитет се настав дека за младите е многу битно менталното здравје, за нивниот раст и развиток и исто така за да можат правилно да продолжат низ патоказот кој што ги води во иднина. На работилницата учествуваа повеќе од 30 апликанти, меѓу кои имаше студенти по психологија, медицина, социологија и други сродни науки, но и лица кои професионално се занимаваат со оваа тематика. Предност имаат луѓето кои што или кандидатите кои што студираат психологија или имаат намера да студираат психологија и некои сродни науки како што социологијата, медицината и слично. Ова е четврта работилница од циклусот работилници на тема ментално здравје, чија цел е подобрување на менталното здравје на младите и процесот на созревање на младите личности. Следуваат блок информации за патната инфраструктура на истокот. По Пиперово денес нови асфалтни улици во Лесковица. Потоа механизацијата се сели во подплачковичките села Шашаварлија и Никоман. Како што беше најавено, денес по асфалтирањето на Пиперово, нови асфалтни улици се трасираат и во соседното село Лесковица. Во селото Пиперово минатата недела беа асфалтирани околу 350 метри улици, а во селото Лесковица ќе бидат асфалтирани околу 800 метри улици. Вкупната вредност на овие два проекта е над 3 милиони денари, средствата се обезбедени од буџетот на општина Штип. Минатата година во село Лесковица беа асфалтирани 1500 метри улици, кои што беа финансирани од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој. По Лесковица механизацијата се сели во подплачковичкото село Шашаварлија. Се селиме во селото Шашаварлија, каде што ќе се прават околу 400 метри на улици и исто така ќе се во моментот тече тендерска процедура за асфалтирање на патот помеѓу селото Шашаварлија и селото Никоман. Порано тешко се стигаше до овие села. Сега состојбата е сосема променета. Тоа беше батак до крај. Многу кала имаше. Сега убаво, чисто. Коли, трактори, се. Пешки, се убаво оде. Тоа е благодарност што не може да биде. Убавина. Новите патишта и улици во овој регион ќе значат дополнителен мотив за враќање на дел од некогаш раселените жители. Тоа веќе се забележува во Лесковица. Инаку овде има идеални услови за развој на туризмот, бидејќи и двете села се наоѓаат во ретко убава природна средина. Жителите на населените места Чешиново, Облешево, Чифлик и Уларци конечно ќе пијат чиста вода. Започна изградбата на водоводната мрежа во општина Чешиново, Облешево, проект вреден 15 милиони денари. Во тек е изградбата и на регионалниот пат меѓу општините Чешиново, Облешево и Карбинци. Пошто секој пат имаше собствен бунар, и знаеме ние од поплавите што не се случуваше овде, и знаеме во населеното место Чифлик, Облешево дека водата не е за пиење, исто Чешиново. Со ова соопштено кочење што склучивме договор, мислам ќе го решиме овој најгорчлив проблем. Во тек е изградбата и на регионалниот пат меѓу општините Чешиново, Облешево и Карбинци. Станува збор за делницата меѓу населеното место Борилчево и населеното место Аргулица. Првата фаза заврши, сега е во втората фаза. Веќе пробиен патот, значи земните работи се при крај и се надевам дека во најскоро време ќе биде асфалтирањето и долго време се чекаше овој пат, значи населените места од општина Карбинци за да дојде во општината Чешиново, Облешево требаше некаде околу 30 километри да минат во еден правец, сега за само 3 километри ќе бидат во општината Чешиново, Облешево. Средствата за изградба на овој регионален пат се обезбедени преку јавното претпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски. Локалниот пат до Делчевското село Драмче ќе добие нова асфалтна подлога. Патот ќе се асфалтира со средство од Агенцијата за поддршка во земјоделието и руралниот развој и буџетот на општина Делчево.
Асфалтниот пат кој води до Делчевско Драмче наскоро ќе добие нова подлога. Градежните активности предвидуваат асфалтирање на неколку делници со вкупна должина од 2,6 километри. За реализација на овој проект општина Делчево преку Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој обезбеди 15 милиони денари и дополнителни 3 милиони денари од сопствениот буџет. Преку Агенција за земјоделие и рурален развој, Агенција за поддршка на земјоделието и руралниот развој, општина Делчево има добиено 2 проекти. Ова е едниот проект кој што е во висина од 15 милиони денари, значи средства обезбедени од владата преку рурален развој и уште приближно 3 милиони денари средства од општина Делчево. Станува збор за реконструкција во должина од 2,6 километри. Им се обезбеди подобро транспортно поврзување и ќе ги подобриме условите. Инаку асфалтниот пат по кој досега мораа да поминуваат жителите на село Драмч и оние кои имаат имоти во ова Делчевско село беше во доста лоша состојба. Патниот правец според локалните жители е изграден пред повеќе од 30 години, а новата асфалтна подлога за нив ќе значи и побрз и побезбеден пристап до своите куќи и имоти. Градежните активности за асфалтирање на овој патен правец се очекува да траат околу 1 месец. На истокот работниците секојдневно се соочуваат со прекршување на работните односи. Недоволната информираност е една од причините за ваквата состојба. Истражувањата кои се спроведени во нашата земја покажуваат дека најголем процент од прекршување на работничките права се во делот на неплаќање на прекувремено, годишните одмори и прекин на работниот однос. Едукацијата и подигањето на свеста на граѓаните се значајни за охрабрување на граѓаните да побараат правна помош, смета Благица Киров, правник во невладината ЕХО. Граѓаните на истокот кога станува збор за работните односи се уште се недоволно информирани и не ги знаат своите права. Истражувањата кои се спроведени во нашата земја покажуваат дека најголем процент од прекршувањата на работничките права се во делот на неплаќање на прекувремено, годишните одмори и прекин на работниот однос. Едукацијата и подигањето на свеста се значајни за охрабрување на граѓаните да побараат правна помош, вели Благица Киров, правник во невладината ЕХО. Граѓаните да се стекнат со разбирања, поголема свест, знаења за одредени прашања од областа на работните односи, да стекнат поголема самодоверба и вештина за да можат да имаат пристап до правда во случај кога правата од работен однос им се прекршени од страна на работодавецот. Заштитата на правата од работните односи е област која е опфатена со Законот за бесплатна правна помош. Ние како властено здружение исто така споделуваме основни информации, иницијални правни совети и оному каде што Законот за бесплатна правна помош дозволува, поднесуваме барање за заштита за одобрување на бесплатен адвокат кој што вработените за заштита на нивните работни права би ги застапувал бесплатно пред суд во судска постапка за заштита на нивни права. Во рамките на проектот Пристап до правда, денес во Штип се одржа првата работилница за правно описменување на тема работни односи, која е поддржана од страна на Штипската невладина организација ЕХО. Дека традицијата треба да се негува од најмали нозе, уште еднаш покажа примерот на учениците од Основното општинско училиште Ванчо Прке од Делчево. Како дел од манифестацијата која слави сливата, макотрпната работа им се исплатеше и освоија највредната награда од покровителот на настанот Општина Делчево, награда во висина од 12.000 денари. Дека традицијата треба да се негува од најмали нозе, уште еднаш покажа примерот на учениците од Општинското основно училиште Ванчо Прке. Тие како дел од манифестацијата која го слави еден од најпознатите брендови на пијанец, сливата, годинава беа активни учесници во подготвувањето на производи од слива, а како резултат на макотрпната работа, трудот им се исплатеше и освоија највредната награда од покровителот на настанот Општина Делчево, награда во висина од 12.000 денари. Ние од Основното училиште Ванчо Прке, група ученици се организиравме за пијанечките денови на сливата и имавме штанд. Тогаш ние имавме специјалитет палачинки со мармалад од слива и други сладки. Сме задоволни од наградата, ни беа потребни околу 4-5 дена. Последниот ден ги направивме сладките. Ни беше задоволство да учествуваме. За нивниот ментор, наставникот Лилјана Ивановска, целта на учеството на овој настан е оправдана, бидејќи учениците покажале дека низ заедничка дружба и соработка, успехот никогаш не изостанува. Целта ни беше да
се одржи традицијата пијанички денови на сливата, да има повеќе дружење меѓу учениците, да има соработка и да го цениме тоа што го имаме сливата, бидејќи е карактеристична за нашиот пијанички крај. Наградените ученици се уште немаат одлучено како ќе ја потрошат наградата, но повеќето од нив се согласни дека таа ќе биде искористена за соодветна намена согласно нивните училишни потреби. Со молитви за здравје и строг пост, пензионерите од Виница денес го славеа големиот христијански празник Крстов ден. Местото викано Крстот над Виница секоја година ги обединува православните верници од градот и веќе речиси деценија е локацијата на која свештените лица од храмот Свети Архангел Михаил служат литија и се кршат кумските погачи. Општината, местото пред неколку години го уреди инфраструктурно со пешачка патека и настрешници за одмор, така да денес стотици верници се искачија да го одбележат големиот христијански празник. После богослужбата во светиот храм Свети Архангел Михаил доаѓаме на местото Крстот над градот Виница. Еве 10-та година од како е поставен овој крст. Му благодариме на Бога за заштитата што ја имаме од него, бидејќи крстот на крстот е распна нашиот Спасител и со неговата крв на крстот сме скапо сме платени. Затоа му оддаваме големо внимание на денешниот празник, а ние самите граѓани на Виница, како што напоменав, доаѓаме овде со литија, правиме славски колач, му се молиме на Бога за здравје и заштита. Со молитви за здравје и со строг пост за пензионерите, качувањето до крстот е и духовна релаксација. Постиме, те тука са тоа го направи секоја година доаѓаме, видиме се со народ, поповите дојдат, црквичка има, свеќичка си запалиме. Прв пат идам тука на тај ден. Идеме си на црква, месиме си погача, раздадеме си за здравје. Инаку целиот богослужбен поредок на празникот Крстов ден, изнесувањето на честниот крст од олтарот, издигнувањето, поклонувањето и целивањето има за цел да не воведе во собитијата поврзани со Христовото заминување на крстна смрт и воскресението. 6,5 милиони луѓе во светот страдаат секоја година поради високото ниво на загаденост на воздухот, предупредува Светската здравствена организација. Според нивните податоци, само 1 од 10 жители на планетава живее на место каде квалитетот на воздухот е според препораките на Светската здравствена организација. Загадувањето предизвикува 6,5 милиони смртни случаи годишно, што е огромен предизвик и еден од најголемите здравствени проблеми, како и најзначаен ризик од животната средина по здравието. Во Европа и Северна Америка има значајни напори за прочистување на воздухот, иако се уште има простор за подобрување и за нови мерки. Но луѓето најмногу страдаат во Азија, источно-медитеранскиот регион и субсахарските зими. Ова се најнаселените региони каде што има најголема концентрација на популација и тие се најподложни затоа што таму има и други болести и ситуацијата е драматична. Анализата се базира на податоци од над 3000 градови од 103 земји во светот. Покрај мерење од површината користени се и сателитски податоци. Непалските власти објавија дека 14 луѓе загинаа, 9 мина други се повредени кога денеска еден преполн автобус излетал од планинскиот пат, пренесуваат американските медиуми. Властите наведуваат дека патниците били внатре во автобусот, но и на неговиот покрив. Откако излетал од тесниот планински пат во близина на селото Лапанг Педи, автобусот се тркалал околу 300 метри и конечно запрел на брегот на реката Анку. Хилари Клинтон и Доналд Трамп, кои се соочија на првата од трите телевизијски дебати пред председателските избори, закажани на Трамп, обвинувајќи го дека политичката кариера е почнал користејќи расистичка лага, дека председателот на САД Барак Обама не е американец.
Хилари има искуство, но тоа е лошо искуство, врати Трамп. За време на дебатата Клинтон на ривалот му се обраќаше со Доналд, додека тој не ја ослонуваше секретарка Клинтон. Анкетата на CNN направена по дебатата покажува дека 62% од испитаниците мислеле дека Клинтон победила во споредба со 27%, кои го доживеале Трамп како победник. Новата фитнес зона која се отвори неодамна во Штип на пешачката патека за Дисарот е корисна за сите генерации кои сакаат да спортуваат и рекреираат, како и во борбата против пороците на модерното време, порача председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Филип Мајсторски заедно со членовите. Со ова можеме да упатиме еден апел дека ова е најдобрата борба против пороците на модерното време и на овој начин всушност се овозможува психофизички развој на сите млади луѓе. Оваа фитнес зона има 8 реквизити. Сите од секакви категории, луѓе од секакви категории ги користат нивните благодети. Првата бесплатна фитнес зона на отворено во Штип се реализираше со финансиска поддршка од Агенцијата за млади и спорт, а се простира на површина од околу 180 метри квадратни. До крајот на оваа година се планира да се изградат уште 4 вакви фитнес зони во државата. Исто така, до крајот на 2016 година се планирани да се започнат и да се завршат со изградба уште во 4 градови и потоа следува во 2017 година целосно завршување или реализирање на проектот и со тоа ќе следуваат уште изградба на 10 вакви фитнес зони. Како што најави неодамна директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски, ќе се продолжи со спортската инфраструктура во Штип, односно во 2017 година Штип ќе добие игралиште за стрит баскет и нов скейт парк кој ќе биде во непосредна близина на фитнес зоната. Ова беа сите содржини кои ги подготвивме за вечерва. Ви благодарам на вниманието. Имајте добра ноќ.